Се подготвува предлог со кој што владата со 1,4 милиони евра ќе ги субвенционира авиокомпаниите кои обезбедуваат нискобуџетни летови и со тоа дополнително би се намалила цената на авиобилетите, со што би се зголемил бројот на патници на реконструираните аеродроми. Ова го истакна министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски како една од активностите кои ќе се спроведуваат во периодот што следува. Владата донесе одлука, тоа е предлог во ребалансот на буџетот со 1,4 милиони евра да се субвенционираат нискобуџетни авиокомпании. Во моментов имаме доставено во влада измени на законот за воздухопловство. Потоа владата ќе донесе програма кај што точно ќе ги утврди правилата на игра. Нашата цел е да овозможиме што е можно поголем број на авиокомпании да користат македонскиот аеродромот и во Охрид и во Скопје, да се зголеми бројот на авиокомпании кои ќе отвораат нови дестинации, но и да се намалат авиобилетите за граѓаните на Република Македонија. Инаку со реконструкцијата на двата аеродрома во Македонија од страна на турски ТАФ, покрај тоа што се инвестира околу 110 милиони евра, државата ги доби најмодерните аеродроми во регионот, со што започна да се зголемува и бројот на патниците. Министерот Јанакиевски истакна дека се изработува студија за реконструкција и доизградба на пругата до Бугарија. Очекуваме да се склучи договор за првично за реконструкција на пругата дел од Куманово Бељаковце. Очекуваме до крајот на годината Европската инвестициона банка и ЕБРД да дадат првично одобрување на самиот проект, а очекувам во текот на 2013 да започнеме и со оној градежен дел за останатиот дел што недостасува до самата граница до Бугарија. Јанакиевски денес даде отчет за сработените проекти во секторот што го раководи во првите 100 дена од новата влада, каде што меѓу позначајните се набавката на автобусите, реконструкцијата на аеродромите, легализација на дивоградбите, изградбата на патишта, изградба на катните гаражи која што е во тек, доделување на број за секоја адреса, се со цел да нема објекти кои ќе бидат безброј, изградбата на автопатот Табановце-Куманово и други. Тој нагласи дека проектите кои се во голема мера прифатени од граѓаните се во насока на подобрување на инфраструктурата, која што ќе ја подобри целокупната економија во Македонија. Инаку Јанакиевски истакна дека за околу 2 недели ќе се знае што ќе се прави во иднина со патиштата откако на јавниот тендер не се појави заинтересирана компанија за нивно стопанисување. Јанакиевски додаде дека за во иднина се предвидува патарините да се плаќаат со картичка за да биде исклучено човечкото влијание.